Ми следи можеби финалето над сите финалиња за еден месец против Грузија. Видете, овие се на превари каде што доживеавме, дочекавме да играме едно тако големо финале. Без разлика Лига нации вакви, Лига нации такви, нели, секогаш кај нас, поготово секој ќе се најде паметен па ќе речи со вакви противници. Да. Значи, ако ние победиме со Грузија, ние ќе играме година европско првенство. Во А националниот тим е задоволство да се биде делот од таа атмосфера и нормално дека сум среќен што работам со такви фудбалери и такви личности. Историски беше со Косово, се уште еден историски. Јас кажав дека историско ќе биде првиот настап на Македонија на европско првенство. Сепак ова генерација на фудбалери секоја чест покажа и мислам дека таму најголема улога има Горан Пандев, значи ги обедини и е многу важно во еден таков колективен спорт да имате водач на тимот, капитен што обединува, нешто разединува. Сигурно дека долги години сите очекувавме, се надевавме, верувавме посебно дека оваа генерација се сплотува, расте во еден сериозен ретентивен тим. Секако дека тогаш е полна и душата и срцето и секако дека тоа најдобро го знаат оние кои се директно актери. Видовме како Пандев се радуваше со солзи, значи заслужува, значи он го постигна да кажам европски гол за нас и сигурно дека заслужува да ја заврши кариерата на европско првенство. Саша, стигна ли емоциите, да ги наречеме, по овој наш најголем успех досега? Па полека да, таа вечерта нормално еуфорично беше. Историски успех. Ова беше можност која УЕФА ни ја даде и ја зграбчивме на најдобар можен начин и сме радосни заради тоа, затоа што ова е успех и на оваа генерација, меѓутоа успех и на сите оние поранешни генерации, затоа што сите сме дел од еден мозаик кој не доведе сега на прво европско првенство. Па секако дека прво како македонец сум горд на тоа што го остваривме прво за прв пат во историјата на македонскиот фудбал. Таа 2017 со учеството на завршниот турнир на европското првенство во Полска. И сега сум не само горд, него и некако исполнет до крај, затоа што голем дел од тие момци, мислам дека меѓу 10 и 12 се во составот на репрезентација, го изборија пласманот на ова втор пат во фудбалска наша историја.